До крајот на неделава целосно ќе биде завршена и пуштена во употреба улицата Бајрам Шабани, соопшти градоначалникот Максим Димитриевски. Проектот е финансиран преку вториот владин повик од средствата од унгарскиот кредит. 90% од јавната прометна површина е веќе асфалтирана. Тротоарите се комплетно, изработени од ново, бидејќи претходно немаше тротоари. Знаете дека се соочуваме со сериозни проблеми во дел на нарушување на државното добро или злоупотреба од страна на поединци и излагање со огради вон сопствените парцели, но како и да ги надминуваме сите проблеми во текот на работењето. Се работи за дел на град каде што имаме и голем број на диво изградени објекти, немате нивелација на теренот. Мислам дека направивме една прекрасна улица, знаете дека не пуштам во употреба улици, ниту пак сечам црвени ленти, верувам дека до крајот на неделата комплетно ќе биде завршена и ќе може да биде пуштена во употреба. Што се однесува до улица Моша Пијаде, тоа е веќе еден многу посериозен опфат, каде што паралелно се работи на истата улица за изградба на нова фекална канализација, дополнително спуштање на сите кабли, на сите кабловски оператори под земја и комплетно нова инсталација на електростропанство, тоест ЕВН. Некаде 50% од трасата е веќе завршена. Во следниот период ќе следува завршување на тие 50% на асфалтната подлога. Паралелно заврши и тендерската постапка и извршен е избор на оператор за изградба на фамозната улица 100, која што морам да кажам дека е една од најскапите улици во градот, бидејќи се работеше претходно во неколку наврати на изградба на подпорен зид, кој што чини некаде околу 300.000 евра, и тоа дополнително ги отежна целокупните градежни активности, но како и да е, оди се според план и динамика и јас очекувам дека улица Моша Пијаде до некаде октомври месец ќе биде комплетно завршена. Во наредниот период Димитриевски најави отпочнување, реализација и довршување на 30 на инфраструктурни проекти во Куманово. Еден од најкапиталните проекти е целосната реконструкција на улицата Индустријска, истакна градоначалникот. Ние во следниот период најавувам дека ќе имаме над 30 инфраструктурни проекти кои што ќе продолжиме да ги работиме или ќе ги завршиме или пак во целост од почеток ќе ги реализираме на територија на општина Куманово. Еден од најкапиталните е комплетна и целосна реконструкција на улица Индустријска, која што е најголема улица, најширока улица на територија на цела општина Куманово и изградба комплетно на нови тротоари, како и голем број на други проекти кои што ќе следуваат. Да, кружниот тек продолживме со работа, имаше технички проблеми во дел на изведба на атмосферската канализација, изведувачот врши поправка на сето тоа што е непрописно претходно инсталирано, откако истиот ќе заврши, ќе продолжи фирмата со завршниот слој на асфалтната подлога и поставување на кружниот ток и верувам дека до крајот на оваа година тој булевар ќе биде завршен во целост, пробивањето негово, поврзување на булевар Октомвријска револуција со својот крак да излезе на стариот градски парк и дополнително да добиеме нов кружен ток.